подпредседателе, почитувана министерке за труд и социјална политика, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денес на дневен ред е предлог на законот за спречување и заштита од семено насилство врз жените. Најпрво сакам да истакнам дека за прв пат во Република Македонија е донесен закон за превенција, спречување и заштита од семено насилство на 17 септември 2014 година. Првата измена беше донесена на 5.3.2015 година и се однесуваше на постапувањето на центрите за социјална работа, доколку имаат сознанија дека насилникот поседува огнено оружје. Веднаш или најдоцна во рок од 24 часа да ја извести институцијата каде што е вработен насилникот, а исто така треба да го извести и Министерството за внатрешни работи. Втората измена беше донесена на 2.9.2015 година и се однесуваше на висината на глобите. Зошто не се направија измени во постоечкиот закон? Туку се оди со сосема нов закон, имавме образложение дека тој е во согласност со регулативите на Истанбулската конвенција која е донесена во 2017 година. Целта на овој закон се заснова на принципот на еднаквост и елиминирање на стереотипите за родовите улоги, а посебно е посветен на заштита на жената, затоа што во поголемиот број на насилства како жртва се појавува токму жената. Во однос на овој закон за семено насилство имавме забелешки кои ги продискутиравме заедно и расправавме по истите на Комисијата за труд и социјална политика. Како пратеничка група понудивме суштински и издржајни амандмани, се со цел за подобро имплементирање на законот во секојдневието. Имаше и неформална средба со министерката која имаше добар осет за нас, ги прифати сите дел од предлозите што беа понудени и дел од амандманите, заради што се донесе и овој предлог закон во подобра форма. Да се надеваме дека законот, надополнет со амандманите од наша страна, ќе ги оправда своите цели. Како жени членки на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ секогаш сме стоеле и сме биле против секаков вид на семено насилство. Сакам да истакнам дека од направените анализи во нашата држава се утврдило дека со појавата на пандемијата се зголемила и агресивноста во семејствата, споредбено со периодот јануари-јуни 2019 година, жртвите од семејното насилство во 2020 година се зголемил за 7,4%. Очекувањата се дека семејното насилство уште повеќе ќе се зголемува, со оглед на почестите отпуштања од работа и зголемување на неизвестноста на начинот на опстанок во семејството. Економската моќ кај поголем број семејства се повеќе опаѓа, а со тоа расте и сиромаштијата. Со оглед на ваквата состојба да се надеваме дека со донесување на предлог законот за спречување и заштита од семено насилство врз жените и семејното насилство ќе донесе заштита на семејното насилство на начин кој ќе овозможи и забрза постапката за решавање на овој зголемен број на насилства кој што се појави со појава на пандемијата од COVID-19. Благодарам.